Да, два нови случаи, како и случајот во Скопје пред една недела повторно го вклучува алармот за заштита на децата од сексуална злоупотреба. На оваа тема гостин во вестите Драги Змејанец од првата детска амбасада Мегеши. Што се случува? Се случува секоја година. Од еднаш така ќе се случи, повеќе брани, потоа се мобилизира јавноста, а бара континуирано водење сметка за најдобар интерес на детето и нивна заштита. Оно што можам да кажам радува на некој начин што веќе не се молчи за силувањето и за педофилијата и сексуална злоупотреба, што покажува случај дека девојчињата успеале да се одбранат. Значи ние имаме првата детска амбасада вели вака, мора децата да се самозаштитуваат и заштитат, мора да има едукативни програми уште од мала возраст, од градинка и основно училиште, да го препознаваат своето тело, да кажат дека имаат право на приватност, дека никој не сме да ги допира и доколку се да избегнуваат ризично однесување од возрастните, секако да не влегуваат во автомобил, да не примаат подароци. Секој сомнително однесување на возрастен да го пријават кон најблискиот, кон родителот, и доколку се најдат во непријатна ситуација, тогаш мора да удираат по незгодни делови на телото, да врескаат, да бараат помош, никош не се знае, можеби некој и ќе помогне. Доколку се случи најстрашното, мора да се оди на ресоциализација, мора да се отварат прифатилишта за деца жртви на сексуална злоупотреба. Првите 48 часа се многу битни. Не сме детето да трпи дополнителни виктимизација и травматизација на докажување на вината на осомничениот. Треба да биде една изјава во специјални скрин соби, каде што стручни лица ќе го водат процесот на интервју со кукли, со играчки цртежи. Судијата ќе ги земе предвид тие видеозаписи на главен распит и не сме да има сочување на детето жртва со осомничениот. Осомничениот за ова тешко кривично дело мора да е во притвор и да се донесе брза пресуда и, како што велам, покрај едукацијата, извинете, треба да биде мобилна, да бидат многу мобилни родителите, значи мобилноста, приправноста, едноставно родителите се тие кои мора да бидат внимателни каде им се движат децата со. Мислите дека овие елементи ќе бидат доволни за да се заштитат децата или никако ние не можеме децата да ги ставиме ниво стаклено звоно и да постојано гледаме со кого се каде се. Ниту пак воспитно-образовниот процес може да биде толку едукативен за да децата знаат и како да се заштитат и само заштитат и да избегнат таква ситуација. Едноставно ова патологија, ова психичко расстройство кај педофилите не може да се стави под контрола ако не се применат мерки на санкција. Првата мерка на санкција е максимално казнување на педофилите. Ние, знаете, првата детска амбасада уште 2014 година во февруар ги поздрави претениците што од 3 препораки 2 ги прифатија. Едната беше 15 години казна затвор, доживотна казна затвор за ако се стори на посебно грозоморен начин и воведување на така наречена медицинска, односно хемиска кастрација, каде што се онеспособува педофилот, неговото либидо и нагон да се стави под контрола. Она што нас не загрижува е што досега ниту еден судија не побарал да се воведе оваа мерка, ниту еден педофил доброволно не побарал да се подвргне на оваа медикаментна, односно хемиска кастрација. Сметаме дека е таа хумана затоа што нема да има повторништво, нема да има второ дете жртва, а и показателите покажуваат дека секој педофил во 70% би рекол најмногу случаеви го повторуваат делото и стануваат повторници. Која е суштината, односно како да се дефинира педофилот? Со оглед на тоа дека не е случај само во Македонија, ние читаме по медиумите, Србија има голем број. Прво да разјасниме дека профилот не можеме да го дефинираме. Значи тој нема специфичен профил за да знаеме кој е педофил. Тој може да е педофил, може да е родител, може да е вујко, чичко, може да е најблизок роднина, пријател. Тие го стекнуваат довербата на детето. Прашањето ми е дали тој тип на луѓе во себе така израснале или во текот на животот се преломува нешто во нив па доаѓаат во таква ситуација. Знаете што ние ова долго време го следиме уште од 1996 година. Оно што загрижува е дека во најголем број процент педофили се мажи 95%, а во најголем процент жртви се девојчиња 95%. Тогаш ако силувањето, случката што му се случила на детето, девојчето, кога било жртва, таа не станува насилник и педофилка кој ќе постане возрастен. Значи тоа е расстройство некој нагон и либидо кој возрастниот не може да го контролира, сака да општи со помало дете. Тој смета дека на детето му е убаво и дека тој на тој начин воспоставува една нормална врска.
не знаејќи дека го повредува и дека остава печат и травма за цел живот. Некогаш дури и толку е травматично што детето се затвора во себе, родителот не може да ја препознае првата реакција која на детето му се случува, дури има и културолошки проблеми од страв, срам, повреда кон најблискиот, детето молчи. Она што исто така морам да го нагласам е дека никако не сме судијата да дозволи на главен претрес детето жртва да се соочи со насилникот, сторителот кој е осомничен, затоа што многу често сторителите на ова тешко кривично дело им се на децата познаници и може да извршат и притисок на детето да ја смени изјавата, затоа што детето ќе се чувства виновно за она што го очекува педофилот во одлежување на казна. Има ли случаи на позитивна ресоциализација на педофили во Македонија? Односно санкциите да дале некаков резултат? Во затвор до сега ниту еден не успел да се ресоциализира, нема сигурен третман и затоа ние заговараме уште додека се во затвор да се подвргнат на хемиска задолжителна медикаментна терапија или така наречена кастрација, за да се онеспособи педофилот кој ќе биде на слобода да не го повтори делот. И повторно ќе кажам, таа е хумана мерка затоа што не дозволуваме да има второ дете жртва, а и педофилот нема во случај да го повтори делото доди до животна казна затвор или да се подвргне на така наречена физичка кастрација. Сега да прашам уште нешто околу статистиката. Со оглед на тоа дека денеска имаме регистрирани 2 случаи, но едната недела имаше друг случај. Во текот на една година имаме 1000 случаи во Македонија на сексуално вознемирување. Пат или со оглед на тоа дека денешните социјални медиуми брзо ги шират вестите, па не само се охрабруваат луѓето повеќе слободно да говорат за ова и сваќаат дека доколку се премолчи се станува соучесник, затоа што ние ако не го пријавиме најблискиот, пријателот, роднината, не знам, едноставно може да биде и татко, чичко и така натаму, ние премолчуваме да тој ист педофил повреди второ дете жртва. И сите деца, независно на социјалниот статус, етнички, религиозен и така натаму, може да бидат потенцијално жртва. Сепак суштинско ми прашањето дали имате статистика дека е во пораст или во стагнација случајот на педофилија во Македонија? Во еден момент после силното залагање наше 2014 со построго казнување имаше затише, но откако свативме дека не се воведува хемиската кастрација, дека таа не е задолжителна и дека ниту еден педофил доброволно не се подвргнал, повторно се појавува. Како вие како невладен сектор да ги мотивирате и судските институции, меѓутоа и да речеме и самите педофили? Кривичниот закон има измени и дополни кои се внесени овие измени, само треба да се применуваат. Во Македонија едноставно што недостасува е применување на овие закони. Поради кои причини мислите или не знам, управата за спроведување на санкции треба да ја прашате, треба да прашате судијата дали некој педофил доброволно се пријавил. Јас велам дека доброволното пријавување на педофила да се подвргне под хемиска кастрација е ризик за повторништво. Таа треба да биде задолжителна и мислам дека законодавецот, собранието треба да ја надополни, да ги надополни измените на кривичниот закон и таа мерка да биде задолжителна уште додека е во затвор. По напуштањето на затвора да знаеме дека е комплетно онеспособен и да носат електронски наракпици за да може полицијата во секој момент да го следи и доколку се најде на место каде што се деца, каде што иде во градинко, училиште или не знам каде да го отстранат од тоа место, да биде цело време под надзор и контрол. Има ли позитивни ефекти од регистарот на педофили? Регистарот на педофили има и добри и лоши страни. Добрата страна е што секој еден работодавец може да види кој е педофил и нормално да внимава да не го вработи во својата институција, организација и така натаму. Негативна е што се етикетира целото семејство. Значи, ако педофилот е сторител на тоа тешко кривично дело и го знаат сите, цела семејство и децата негови ќе страдат поради таа дополнителна виктимизација. Секако треба да се знае, но со посебни гаранции доставени до МВР. МВР треба да даде увид на сите кои смета дека треба да бидат информирани, но под услов да не се превземат никакви мерки кон педофилот, затоа што секој посегнување по животот на педофилот значи кривична одговорност затоа што има луѓе кои се огорчени, едноставно пристигаат секакви закани за нив. Ја мислам дека тие треба да бидат на една сигурна далеченост или хемиска кастрација или доживотен затвор или институција затвор болница за нивно дистанцирање од можно напасување на следно дете жртва. Благодарам мој денешен гостин, драги измјанац од првата детска амбасада Мегаши. Зборувавме за начините како да се заштитат малолетниците од педофили.